за процедурално, затоа што колегите пратеници од Комисијата за европски прашања се присутни тука и се чуда дали ова истиот председател на комисија, кој што сега ни кажува одредби од деловникот, и дали е истиот овој човек кој завчера на истава оваа Комисија за европски прашања го помина законот на игри на среќа без да дозволи да се дискутира, да се заврши и да се гласа по одредени амандмани. Сега, вие ме повикавте да станам, затоа сакам да ви се обратам прво на вас. Второ, има барање за дополнена точка на дневен ред. Рековте дека согласно деловникот не ги исполнува условите затоа што е во скратена постапка и дека треба 2 дена за амандмани. Па од ноември 2023 година е законот дојден, мислам дека требаше да најдете можност да го ставите тука затоа што интерес на медиумите е ова законско решение да биде донесено. Влегуваме во изборен период. Техничка влада имаме во државата, што треба да се грижи технички аспект да се завршат изборите. Медиумите и презентирањето од нивна страна на вестите кои што ќе следуваат се во фокусот на сите чинители, политички партии и сите други чинители во државата. Вие не дозволувате тоа да се реши. Дополнително, на одговорот ваш имаше барање. Еве, тука е Комисијата за европски прашања од членот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошовски, да седнеме и да се договориме, бидејќи се потребни 2 дена, вторник е денес, за четврток да ја закажеме нова седница, на која што ќе ги дадеме деловнички 2 дена за дополнување на амандмани и да ја закажеме уште сега комисијата за која што зборуваме дека сакаме да дополниме точка на дневен ред и да се одржи, односно да се разговара по однос на тој закон. И трето, председателя на комисијата, ова се членови на комисија. И да е присутен координаторот на пратеничката група, пракса е да се дозволи да членови на комисијата кажат процедурални забелешки за начинот, можеби е за начинот на водењето на седницата, или пак испуштено нешто, или да се поправи некое ваше размислување. И четврто, Дафина е тука, заменик координаторе, бара процедурално. Сега ја ќе напуштам собата, ќе напуштам оваа просторија, за да може таа да побара процедурално и да ја дуплираме работата. Иако не сакав да се јавам за процедурално. И пето, ве замолувам, ставите го на гласање ова или дајте да се договориме како комисија или пратеници, дали е четврток соодветен термин да закажеме комисија. Па не сме дојдени кај вас дома за сега да чекаме вие да кажете дали ќе биде или нема да биде. Во фаза сме на подготовки за избори. И тоа треба да го спроведеме побрзо што може. Дополнително, забелешките, кои што сака да ги каже колегата Левков, како одговорен од пратеничката група на ВМРО ДПМН за координација за работа на оваа комисија, со кој што вие треба да имате соработка на дневна основа за да ви функционира комисијата, не му дозволувате да се јави за збор. Ние утрово имавме една пресконференција, на која што како пратеничка група ги искажавме заложбите на синдикатите и сите заинтересирани страни по однос на законите кои што се денеса доаѓаат од Министерството за информатичко општество. Имаме целосна реформа на јавниот сектор. Имаме закони кои што задираат буквално во секоја пора на јавниот сектор. Такви крупни реформи се прават на почеток на мандат, а не во фаза на техничка влада пред завршување на избори. Доаѓаме у ситуација кога ќе излеземе пред граѓаните со различни програми по однос на да завршам мислата, во однос на со различни програми во избори пред граѓаните и ќе презентираме различно размислување на поставувањето и односно организацијата на јавниот сектор. Сега ќе донесеме едни закони во ситуација кога повеќе од јасно е на каде одат изборните желби на граѓаните и што ќе се случува. За потоа да ги менуваме? Дајте ве молам. Знам дека е работено долго време на овие закони. Знам дека има потреба да се донесат. Ама дајте и да ги направиме сите постапки во однос на оваа огромна реформа која што е планирана од самиот министер и од Министерството. Да направиме јавна дебата, да направиме јавна расправа, да ги викнеме сите заинтересирани страни. Па луѓе на дневна основа се јавуваат од сите страни по однос на овие закони. Дајте да ги слушнеме, да направиме закон од кој што ќе бидат задоволни сите.
Тоа е желбата и тоа е интенцијата. Не благодарам, ај ќе брзаме сега, благодарам. Дайте, оставете една минута повеќе да се зборува, оставете еден ден јавна расправа да се направи. Знаете од каде идат забелешки се? Синдикати, невладини, ДКСК се јавија дека се заборавени од решавање на нивните проблеми во ова законско решение. Дајте да ги слушнеме. Доста се правите најпаметни само вие. Дозволете да ги повикаме тие за кои што се однесува законското решение, да ги слушнеме и ако навистина има добри одлуки, прифатливи за сите нас, да ги вметнеме. Кој има против да се направи цела таа работа? Дозволете една постапка да помине како што треба. Не на ваков начин. Затоа би ве замолил да слушнам од вас како председател на комисијата. Не да зборувате за деловникот и одредбите, знаеме какви се, знаеме дека не ги почитувате, тој Европската комисија ви го кажа и на вас како председател и во извештајот убав дел е посветен на неработењето согласно одлуки на ова собрание. Одговорете, дајте да договориме термин за да се одржи таа комисија, дополнување на тој закон кој што е битен во однос на изборите и да ве слушнеме вас. Јас ќе ја напуштам сега и салата за да може колешката Дафина Стојановска да добие процедурално затоа што вие поставувате услови надвор од деловникот. Благодарам. Фалеминдерит